Почитувани гледачи, добро дојдовте ново издание на Агроспектар. Ке го реализираме и овој пат со професор доктор Исто Вучков. Добро ми дојдовте. Добро ве најдов вас и редовните гледачи на КТВ телевизија. Времето и понатаму изненадува. За аграрот и како значаен фактор за квалитетно земјоделско производство. Што се случува? Најави за заладување, врнежи од снег на високите места. Значи ли тоа дека оваа година ќе биде хаотична во земјоделското производство? Точно е тоа дека сме со 15-тиот ден од мај месец, каде што треба да веќе имаме едно видно затоплување и одење кон летото. Ние се соочуваме со нестабилно време, кое ствара една голема неизвестност кај земјоделските производители. Тоа го зборам од причина што ние имаме специфична 25-та година од самиот почеток, каде што во јануари и февруар вегетацијата беше буквално испровоцирана со топлите високи дневни температури во сред зима и да имаме после тоа еден ладен бран. И јас би рекол, бидејќи многу аналфабетици кои произволно дискутираат, ние немавме големи ниски температури. Ние имавме потерана вегетација, бидејќи виновата лоза, еве јапонското јаболко, калинката, кога е во фаза на мировање, тие култури и до минус 10 издржуваат. А 20-25 дена не имавме температури на 25, каде што веќе вегетацијата тргна и тука, кога имаме веќе фотосинтетска активност, почеток на пораст, тука и минус 3, минус 4, што се задржа подолг период и во преспанска кога јаболкото отиде и овде кајсијата и праската. Значи, имаме таква подлажување на вегетацијата и имаме штети кои не може да се надоместат. И мене ми е жал што еве сега ние имаме една нестабилна година, проследена со овакви променливи временски прилики кои ќе траат уште до крајот на мај. Ние ќе имаме можда и температури под нула. Ќе имаме врнежи од снег. Значи тоа дека што вели долгорочната прогноза, значи ли па дека ќе имаме долго сушно лето? Не. Ние буквално од летото нема да почувствуваме ништо, бидејќи онаа тектонско пореметување обуслови да овој дел од Балканот. Ние сведоци сте и вие да имаме локални формирања на тешки облаци од тие кумулонимбулусите, каде што голем дел од нив имаат градобитен карактер и сега во Струмичко, во 3 села, напредни, добри села со производство, градот направи големи штети. А во Струмица немаше капка дожд, а таму е метеоролошката станица. Према тоа, ние имаме едно тектонско пореметување, каде што локалните облаци кои се јавуваат, кои сега што ќе ги имаме во период кој следува еден ладен бран со ниски температури, врнежи чак и од снег, таква најава има, но бидејќи имаме дневни високи температури, можеби на ниските места ќе биде тоа дожд. Со еден збор, тоа е се забот на времето, кој е најмал пријател оваа година на земјоделскиот производител. Што се случува во аграрот? Какви се активностите? Земјоделците кои останаа да работат веќе се раздвижени, интензивни активности? Во аграрот, ќе ви кажам дека владее една голема неизвестност пред се поради времето како фактор, бидејќи неизвестноста еве сега пред неколку дена има луѓе зелката се откупуваше и по 50-55 денари. На тие места баш фати град, каде зелката беше пред берба. И тоа мало производство веќе ја потопи и луѓето велат тоа е судбина. Значи, со еден збор, времето ќе биде факторот број 1. Но, не помал фактор се и луѓето што е вода државата, со трговската сфера, какви манипулации се прават по однос на идентичноста на производот кој треба сега нашите луѓе кои не водат треба да бидат точно окренети према народот кој ги бира
како да им се помогне по однос на штетите што ги има и како да се организира народот да произведува храна. Ние секој вечер политикантите расправаат за таравари, се расправаат за странски инвестиции, за луѓе што ќе дојдат да ни кажат дека сме македонци. Со еден збор, земјоделието како еден стожер за државата, што јас мислам дека тој епитет го заслужува, тој е маргинализиран и обезвреднет. И луѓето кои остануваат да произведуваат храна, сами се прашаат, тоа се мои клиенти, сами се прашаат, професоре, дали луѓето мислат дека имаме вишок на храна? И каква храна јадаме? Значи, тоа е обезглавување со таа погрешна приватизација за која треба да дојде ден на одговорност. Ние ги изгубивме комбинатите кои беа големи производители на храна и сега имаме една површна политика на комбинатите каде што се користат големи субвенции, каде што се има големи коруптивни действија и земјоделието е буквално маргинализирано, бидејќи сум во него и земјоделските производители имаат еден песимизам во себе, вклучувајќи и таа состојба каде што негде се јави облак, негде не. И ние имаме уште проблем со хидролошката состојба. Акумулациите се сите празни. А ние збориме, врнеше дожд. Локален дожд на одредено место, пороен дожд кој прави поголеми штети од колку користи. Тоа е вистината. Но на земјоделскиот производител му треба добро организирање. Јас морам да кажам, имаше пред 2-3 недели една иницијатива на земјоделските производители дека единствен фактор за успех во земјоделието е здружувањето. Производство за познат купувач, познат производ, позната цена. Се уште мисловна именка на Македонија. А тоа е мисловна именка, бидејќи секој стихиски произведува тоа што мисли дека ќе оди. Лани одеше пиперката, ова година нема да оди, ќе оди зелката, ќе оди карфиолот, ќе оди... Со еден збор имаме точно стихиско производство на храна. И врз тоа трговската сфера со своите манипулации, а од позади е политикантите, ние ден со ден идентично го губиме она суштинско што го имавме. Еве сега калинката. Мене ми е криво и морам да кажам дека ова година калинка воопшто нема да има. Таа издржува и плюс 15, но беше веќе тргната кога дојдоа ниските температури, подлажана беше, и сега кога минам из Валандово, трагично е да погледнете калинките кои веќе почнуваа со еден буен развој, со едно квалитетно и многу декоративно цветење, се е суво. Јапонското јаболко исто така. Преспанското јаболко исто така. Кајсијата исто така. И сега, наместо да се тие луѓе кои не водат, кои се избрани од нас, да се осврнат, да видат што може да се помогне, да му се даде оптимизам на народот, да му се даде помош на народот, ние си поигруваме со политики, политиканства, па коалиции и ред други работи кои се најмалку важни за обстојбата на тоа парче земја, бидејќи секој дневно слушаме бомбасто игнорирање и губење на идентитетот на државата. А тоа не ги интересира тие луѓе што не водат, дека голема централна фигура треба да биде производството на квалитетна храна во Република Македонија, која за европскиот пазар ќе значи многу. Тоа значи искористување на оние приоритети кои ни ги дал Господ. Зборев за сончевите денови, зборев за типна почва, региони имаме каде што со добро организирање може да бидеме добри производители на храна за европскиот пазар. За добри производители треба да ги следиме и новостите од фитофармацијата, токму сега ќе го најавам и прилогот кој што говори на оваа тема. Сега, вие ќе го најавите прилогот, јас пред прилогот само ќе кажем една работа. За таа состојба, како прв нематолог во Македонија, за која во повеќе наврати ние зборевме, но, верувајте, еве, јас 20-25 години гледам како со една голема брзина
се шират фитопаразитните нематоди, А никој нема не веќе действа. пластеника и што ги нема. Јас тоа го зборам, со извештај го давам до одредени компетентни луѓе. Тоа не било предмет на дискусија. А од година на година ние што и за да засадите краставица ќе излезе крива за тоа што нематодите веќе се во голем масовен напад. И ние тоа што го гледам и кавадарчани утре други ден ќе почнат да кукат кај виновата лоза, тоа го зборев еднаш. Ксифинемата и лонгидорусот се две врсти нематоди преносители на вирус. А вирусите се веќе се поразвиени, размножени во земјата и златен насад од 5 хектара и вика професор имав 2-3 чокота, сега гледам 20 се веќе фатени. Да, значи, Тоа е губење нематодите на принос, губење прават на штетите. лоза која треба да дава род, а сето тоа е маргинализирано и дел од луѓе кои се дошле на власт. Професоре, јас не дојдов на власт, вика да се расправам со нематодите. Така. Јас дојдов за друго, Да го за друго на власт. да го погледнеме стручниот прилог на оваа тема, но ви не не е од важно. фитофармацијата, а состојбата со нематодите. Да, да. Во овие прилози кои ги ние припремаме, а се во интерес за земеделските производители, за проблемите во земеделското производство, секогаш се трудиме да доловиме она што е суштинско од практично стручен аспект и го на еден најпитом, најпрепознатлив, најразбирлив начин трансформираме, образложуваме со единствена цел едукација на земјоделецот да ја свати суштината дека овие едукативни емисии се од негов интерес за да има повеќе информации за проблемите кои се во земјоделското производство. Тоа го правиме бидејќи секојдневно импулсот од теренот го чувствуваме по основи на еден таков вистински пристап и контакт и изнаоѓање на решенија кон таквите проблеми. Во повеќе наврати ние збориме дека во Република Македонија има навистина голем број на актуелни проблеми кои го загрозуваат земјоделското производство. И не случајно овој прилог што го даваме сега, кој нас од стручно-практичен аспект буквално не загрижува, е присуството или состојбата на нематодите во Република Македонија. Бидејќи случајот сакаше да прв токму посветам она мое научно, практично, целосно искуство за фитопаразитните нематоди, морам да кажам дека на ниво на Република Македонија, со онаа следливост која имаме, ние имаме еден чин на се поголемо присуство на нематодите, кој е нешто, ако во свое време зборевме дека се некој формален проблем кој предупредува, мора да кажеме дека во последните години тоа е суштински проблем во тоа земјоделско производство. За фитопаразитните нематоди во Република Македонија многу малку се знае, а ние се потрудиме да во кратки црти дадеме еден чин, една информираност по однос на присуство на нематодите. Овде имаме материјал кој ова недела дојдоа земјоделски производители загрижени по однос на присуството на нематодите во производството. Тоа се корени од домати, гледате и сами кое присуство на фитопаразитни нематоди се јавува. И таквиот корен не може да дотира храна на растението горе,
доматите остануваат ситни и штетите се големи од оној економски аспект. И мора да кажеме дека таквото присуство, ако пред 20 на години беше како потенцијален проблем за Република Македонија, мора да кажеме дека во целото производство тие се веќе суштински проблем, посебно во оранжериското производство. Нема оранжерија во Република Македонија каде нематодите не се проблем. И на еден начин мора да се свати една суштина дека треба да им се посвети големо внимание по однос на присуството на нематодите. Мора да кажеме дека ова симптоматика, нематодите причинуваат различни симптоматики по однос на нивната појава. Што тоа значи? Тоа е симптом од мелоидогине, каде што токму на тоа јас ја бранев докторската дисертација. Тоа се нематоди кои причинуваат такви гуки, такви деформации, такви хипертрофии кај растенијата, каде што го кочат коренот со нормалното функционирање, и тука имаме навистина голем проблем со исхраната на растенијето, бидејќи коренот останува немокен врз основа на тие хипертрофии, останува немокен да дотира храна на надземните делови на растенијето. Само овој род мелоидогине, тука камерата може тоа да го види, ги имаме детерминирано мелоидогине аренарија, мелоидогине инкогнита, мелоидогине хапла, мелоидогине јаваника, мелоидогине наси. Тоа е навистина еден чуден чин на присуство на тие фитопаразитни нематоди кои ги причинуваат тие симптоми. Мора да кажеме со тие наши повеќе годишни испитувања и овој цртач кој го припремав на еден корен во почвата, сакам да подсетам за производителите кои делимично, може би дел од колеги да имаат сознание, но дел сигурно немаат, за присуството на фитопаразитните нематоди не само кај градинарските култури, туку и кај овоштарството, посебно за лозарството. Тоа се однесува за Кавадаречкиот регион и за Гевгелискиот. Значи во овошните насади од праска, кајсија, слива и така натаму, и кај виновата лоза која нешто значи многу. Ние сега тоа што го гледаме така нацртано во една форма за препознавање, тоа е една основна работа. Тоа е мелоидогинето со оваа своја симптоматика која имаме нацртана. Ги имаме уште многу голем број на родови присутни во почвата кои причинуваат штети на коренот. Гледаме нематодата од родот криконемоиде. Криконема. Тоа е ребреста нематода која причинува штета хранејќи се од коренот. Ја гледаме пратиленхосот, една од најпознатата која предизвикува лезии на коренот. Гледате и сами оние оштетувања. Тоа мора да сватите дека е 1000 пати увеличено, тоа со голо око не се гледа. Тоа е така хиперболично нацртано да се препознаат производителите дека нематодите ги имаме во голема мера во почвата. Ја имаме хетеродерата која е една од најопасните, дел од неја е карантинска нематода, која има голема популација. Го имаме триходорусот, ротиленхусот, тиленхусот и две
најопасни нематоди кои предизвикуваат пренесување на вирусот се лонгидорусите и ксифинемите. Овие две врсти во Кавадаречкиот, Гевгелискиот регион, во околината на Дојран, Пирава, цел Богданскиот регион, тука најмногу ги имаме, бидејќи со професор Крњајич тука ги детерминираме токму присуствата на тие две врсти кои кај чокотите од виновата лоза предизвикуваат една рудиментација, една целосна блокада и коренот од винова лоза дава кратки нодуси, мало грозче и ред други работи кои навистина прават голема штета кај лозата која треба да раѓа во големи неми. Тоа се само мал дел од многуте присуства на нематодите, кое нешто е голема потенцијална опасност за растителното производство и на кое треба, како што рековме, да му се посвети внимание. Овде гледаме еден со поголем круг една исклучива корисна работа, нематодите од родот на Монохус. Тоа го имаме во Банско струмичко во големи размери и тука имаме навистина една форма, тоа се предатори кои се хранат од фитопаразитните нематоди и таквото нешто треба да биде еден подстрек за можна популација на производство на монохусите кои ќе ги држат под контрола фитопаразитните нематоди. За нив, по-конкретно, имаме многу да збориме. Еве израз на еден корен, типичен корен, како 1000 пати увеличена изгледа една циста, каде што се нематодите, женките, каде што тие со својата пихтијаста маса имаат навистина голем број на инвазионни ларви. Така изгледа една женка од Мелоидогини. Што е суштинско овде да кажеме? Најважното нешто е како и кој пристап треба да имаме ние за сузбивањето, значи препознавањето на нематодите и нивното сузбивање. Методите, бидејќи тоа повеќе од 20 години работиме на тоа, се како да се утврди присуството. Прво симптоматологијата треба да ја познава стручњакот, бидејќи секое нападнато растение, ако ја знаеме симптоматологијата, ќе видиме дека има присуство на нематоди, затоа што тие симптоми се во почвата и ние со корнењето утврдуваме дека имаме нематода. Но добриот познавач на стеблениот и надземниот дел гледа анемичност на лисјата, жлебаста форма на стеблото, ситни плодови, анемичен развој на растенијата, слаби фотосинтетски активности, сето тоа е резултат од активноста на нематодите. И врз основа на тоа се утврдува присуството на таквите нематоди. И што е значајно? Овие нематоди од родот Мелоидогине почнуваат со развојот, како и другите, со мали кругови, оази ги викаме, кои од година на година се шираат. И имам во Кавадарци, имам во Гевгелија, Неготинскиот дел, према Велес имаме, вика професор, имав 1, 2, 3 чокота, кои беа жгулјави, некако немаа развој, но сега имам проширување и се гледа тука веќе еден поширок круг на напад од нематодите. Тоа се токму тие лонгидорусот и ксифинемата, каде што кај виновата лоза го пренесуваат вирусот и почнува она активност на вирусот
и чокотот не дава род, не дава квалитет и тука веќе имаме ние на вистина голема штета од таквото нешто. Накратко, како и на кој начин ги утврдуваме присуствата? Тоа е прва таква апаратура во Република Македонија. Тоа е методот на Фенвик, по кој се утврдуваат цистоликите форми на нематоди, со зимање на почва, испирање преку специјални сита и доаѓаме до резултат за присуство на тие нематоди, инвазионите ларви или цистите во почвата. И вториот метод е Остенбриков метод. Ово е овој метод кој ги утврдува слободно живечките нематоди или оние нематоди кои се миграторни и кои причинуваат доста големи штети во ризосферниот дел на растенијето. Кога збориме за сузбивање на нематодите, мора да кажеме дека ова нешто е токму еден голем чин на недоволно познавање за методот на сузбивање на нематодите. Тоа подразбира еден пристап на некаква сигурност, а не пристап со принципи кои ги бара точно методологијата на утврдување на нематодите. Нематолошка анализа од ризосферниот дел се зима и од растителниот дел. Во таквите гуки ние со помоќ на изолирање, со помоќ на одделување на женски цисти, со помоќ на бинокуларот и микроскопот, ние утврдуваме присуството на кој вид е во почвата присутен. И со испирањето, со методолошкото испирање, утврдуваме кои популации ги имаме од нематода. Кога тоа се утврди, тогаш го имаме вториот чин на нештата, примена на одредено средство кое ќе ни даде добри резултати по однос на успешно сузбивање на нематодите. Мора да се знае дека нематодата има свој циклус. Пример сега, со заладување на времето, миграторните форми одаат длабоко и 80 сантими, подлабоко. Ние не можеме горе да вршиме третман со било каков нематоцид, тоа ќе биде џабе, а нематоцидите се и опасни по здравјето и доста скапи. Затоа, нематолошката анализа во фаза на активноста на растението, од ризосферниот дел и утврдување на присуството на нематодите, кога, со која количина, со инкорпорација во почвата, треба да се изврши третирањето за да се постигне саканиот ефект. Има многу методики. Има запарување, методика со запарување со топла вода. Меѓутоа, тоа ако биде во тие 30 сантима, водата, пример во Банско може да види 70-80 степени Целзиусови, се постига фантастичен резултат. Ако миграторните форми не се доле. Тоа го збориме од причина. Голем дел производители во своје време од нематоцидите, кои се сите во забрана, и мокапот, и дедесоилот, и рагбито, и вајдатот, и фураданот во своје време, дедесоилот, сето тоа беше едно од најопасните отровни компоненти кои ги применувавме за сузбивање на нематодите. Сега, во поново време, мора да кажеме дека постои веќе еден доблеска и луѓето. Тоа тука што го гледате, тоа е една
една навистина нова компонента која дава со својата правилна примена за немакилот ќе се слушне со правилната примена доколку се оди, тогаш верувајте само во едно дека ќе имаме фантастични резултати во успешната борба против нематодите. Затоа, нашата препорака од стручно-практичен аспект, примената на било кој од средствата мора да се заснива на популацијата, на периодот кога треба да се третира, на количината од било кој нематоцид, како да се примени. Сите тие работи, бидејќи сега има и нови средства од органско потекло кои навистина заслужуваат внимание, ние може да со сигурност кажеме, со еден стручен, квалитетен пристап на примената на било кој нематоцид, може да се даде резултат. Значи, оној суштински дел, зимање на нематолошка проба, утврдување на популацијата, утврдување во ризосферниот дел каде и колку се наоѓа, се главните сегменти при апликацијата на било кој од нематоцидите, за да го постигне овој резултат. И што е значајно тука? Она што во праксата е за жал уште мислена именка. Се зима анализа, се утврдува колкава е популацијата. Се врши третирање, немакилот како една фантастична творба од органско потекло кое го пореметува системот на развој на нематодите. А тоа е и целта денес да се оди не со оние јаки отрови, него со такви творби кои се ефикасни, постигнуваат резултат без никакви резидуи и штетни творби по здравјето кај луѓето. Со еден збор, пристапот за успешноста за сузбивање на нематодите се состои токму во тоа да ние имаме еден пристап стручен, а за нематодите навистина многу квази стручњаци се јавија, многу индустрии нудаат се и се што сепак оние нечестни, некоректни постапки према земјоделскиот производител на превара со некој импровизиран нематоцид, се нуди се и се што, а вистината е само една. Тој што ги знае нематодите, што ја знае нивната физиологија, што ја знае нивната биологија на развој и кои средства успешно ќе се покажаат како ефикасни, тоа е навистина научна дисциплина, релативно млада, како фитонематологија, на која им посветуваме големо внимание и едноставно апелираме кон тоа да секој земјоделски производител не биде изманипулиран од било кој трговец, бидејќи сепак тие средства се доста скапи. Нашата препорака ќе биде секој земјоделски производител кој сака да има јасна слика во неговиот пластеник, во неговиот насад од винова лоза, во неговиот насад од праска, во неговото цвеќе, дали има присуство на нематоди, кои може да причинуваат штета и секоја година да се шират, тоа го утврдува лабораторијата, го утврдува стручњакот и врз основа на тие прегледи се дава сугестија што, кога и како да се примени, бидејќи голем дел од средствата се применуваат со инкорпорација во почвата, со кое нешто се добива фантастични резултати во успешно сузбивање на нематодите. Ние за нематодите ќе имаме уште многу такви прикази.
бидејќи тоа е големо поле на проучување, каде што имаме нови методики, нови врсти на нематоди, нови работи, кои нешто преку овие едукативни емисии ќе ги презентираме. А за нематодите во Република Македонија, мора да кажеме дека од година на година се е попроширена таа популација од фитопаразитните нематоди, затоа секој земјоделски производител кој има почетни појави на нематоди, тој треба подхитно, кога е уште мало жариште, мала оаза на појава, да ја санкционира за да не добие димензии, каде што ќе има и повеќе трошковник и поголеми финансиски издатоци за сузбивање на фитопаразитните нематоди. Затоа наша препорака е консултацијата со стручното лице за појавата и присуството на нематодите во насадот, од кој зависи самата екзистенција на секоја земјоделска фамилија. За крај што ќе порачаме, професоре? Се потрудив во лабораториски услови да ја опишам вистинската состојба. Таа вистинска состојба треба да допре до луѓе кои се компетентни за таквите проблеми. Тоа е проблем на Република Македонија. Како што беше на Холандија, каде што имаат решенија. Сега, наместо тоа, верувајте, дека за тие актуелни проблеми, кои ќе го намалат производството, кои ќе го рушаат идентитетот на Македонија, каде што нашето производство нема да биде валидно за европскиот пазар. Тоа е губење на државноста, на идентитетот, на своите особини, кои се карактеристични и кои Господ ни ги дал. Наместо на тоа, да се луѓето кои не водат, да се сега обрнат народот кој ги избрал. Што тој сака? Тој сака обединување по сите основи, а ние гледаме раѓање на нов партицизам, ту нови министерски места, ту расподелба на местата, ту по клучеви, по бадентери. Тоа се големи пропусти за Република Македонија, што дозволи наместо една унитарна држава која си има свој македонски јазик, своја иднина, да си се ориентира. Ние сега тоа што го гледам, искрено да ви кажем, јас сум крајно изненаден и разочаран од немањето на духовност во Македонија, да се свати дека тоа парче земја е благотворно од Господ дадено, каде што може и македонецот, и албанецот, и секој кој овде обстојува да живее убаво, а не со екстремни политички стрелици да се ништат еден со друг. А тоа нешто, за жал, го прави исклучиво инкорпорацијата на политиката во стопанството и меѓу луѓето, а тоа е трагедија за Република Македонија. Благодарам, професор. Благодарам. Почитувани на крајот Агроспектар, ви благодарам за времето и вниманието, ви посакувам секое добро.